Пожарот што беснееше во една од кулите за ладење на нуклеарната централа Запорожје на 11 август не влијаеше на ситуацијата со радиација во Украина, се вели во извештајот на Меѓународната агенција за атомска енергија. Сепак тоа представува голем проблем за нуклеарните експерти. Пожарите може да ја оневозможат електричната опрема, а безбедноста на нуклеарната централа се уште е фундаментално заснована на тоа да има електрична енергија за напојување на помпите за ладење, кои континуирано циркулираат вода низ радиоактивните јадра и базените со потрошено гориво. Украинските власти соопштија дека пожарот бил или провокација или небрежност од страна на руските војници кои контролираат станицата. Русија пак ги обвини украинските сили и рече дека електраната продолжува нормално да работи. Како и многу од минатите инциденти, можеби никогаш нема да дознаеме што всушност се случува. Русите продолжуваат да сместуваат воен персонал и опрема таму и очигледно тие продолжуваат со окупирање на фабриката и малтретирање на незините вработени. Експертите велат дека руските сили ги исклучиле поискусните украински работници од централата и со тоа нема услови за нормално функционирање на централата, бидејќи на тони искористено нуклеарно гориво треба постојано ладење. Це од тонни радиоактивних речовин. Тоа се тони радиоактивни материи за кои се потребни посебни услови. А во сегашните околности, овие посебни услови на ниту еден начин не се почитуваат и тоа е опасно. Експертите велат дека ситуацијата од мирна нуклеарна постројка се претвора во воена база. Самата централа е запоставена и тоа е без преседан.